Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Петолчото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Често се случува да не заболи нешто во градите, од левата страна, да не прободува кај срцето и да речеме дека не боли срцето. И покрај тоа што со години слушаме дека срцето не боли. Па дали срцето може да создаде болка? Дали срцето може да боли? Дали секоја градна болка потекнува од срцето и во кој момент треба веднаш да се јавиме на лекар? Одговор на овие и низа други прашања ќе побараме од доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го погледнате по рекламниот блок. Останете на Телма. Дилемата дали срцето може да боли ќе ни ја разјасни денешната гостинка, доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Марија. Благодарам за поканата во оваа емисија. Секогаш е пријатно и драго ми е што многу имате допринос во едукацијата на луѓето околу медицинските проблеми. И вас ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наша гостинка. Докторке, често можеме да слушнеме како некој се жали дека чувствува болка во срцето и некој друг му објаснува дека срцето не боли бидејќи нема рецептори за болка и слично. Па сега ве разрешете ние дилемата, дали срцето може да боли или не? Да, срцето може да боли, настрана нели она скршено срце, емоции и слично. Ах, та невозвратена љубов. Боли, посебно невозвратена љубов е најстрашната болка. Меѓутоа, медицински гледано, точно е дека срцето може да боли во поедини состојби. Тоа е знак дека срцевиот мускул не се храни доволно со крв. Како резултат на тоа се јавува недостаток на кислород, на гликоза, срцевиот мускул почнува да се снабдува со енергија на поинаков начин, се ослободуваат локално на ниво на срцевиот мускул кисели продукти кои што ги дразнат нервните завршетоци и во суштина се предизвикувачи на болката. Се разбира, оваа болка предизвикана на оваков начин е предзнак за настанување на ангина пекторис, почетен стадиум на коронарна болест. Сега ќе прашате, дали ангина пекторис е исто со коронарна болест? Би ви рекла не, затоа што може да е последица, тоа значи само градна болка, која што може да е последица од така наречен вазоспазам или стегање на крвните садови на срцето. Меѓутоа, може да е последица од напреднат стадиум на атеросклероза кај повозрастните луѓе, кога се формираат атеросклеротски плаки на ниво на крвните садови од срцето, го намалуваат луменот, протокот на крвта се успорува или се забрзува на местото од плаката, тромбите растат и полека почнува, посебно при физички оптовар, срцевиот мускул да страда и пациентот да ја чувствува она нелагодност во предел на градите, тоест кога ќе биде многу силно изразен недостатокот на крв во срцевиот мускул и да се јави градната болка. Кај помладите луѓе морам да потенцирам дека атеросклерозата е рано да се јави. Многу се ретки кои што имаат генетска предиспозиција од страна на родителите или своите предци наследена да рано се јави и се развие атеросклеротската болест. Меѓутоа, кај нив најчесто е последица на вазоспазми, односно стегање на крвните садови, премногу емоционален степен и одговор кон стресот, може да е поради злоупотреба на разни видови на допинзи, тоа е сега модерно, кое што се користи во тек на спортувањето и билдањето на мускулатурата, може да е последица од злоупотреба на дроги и други средства на зависности. Може некој инфективен агент ке младите да предизвика вакво нешто, да речеме воспаление на срцевата марамица или пак миокардитисот ќе даде болка? Може. Миокардитисот дава болка, посебно ако во склоп на воспалението на самиот срцев мускул е засегната и срцевата обвивка,
тогаш е миоперикардит и тогаш болката е текако изразена. Заборавив нешто да дополнам претходно, кое што е многу битно, посебно во овие периоди кога не очекуваат нас веќе познатите летни горештини. Дехидратацијата е еден од предусловите кои што предизвикува да крвта во човековото тело стане погуста, а со тоа се зголемува можноста за создавање на тромби. Па може крвните садови и да се чисти, меѓутоа да настанат тромби како резултат на тешка дехидратација, кои што можат да бидат и во крвните садови на срцето и да предизвикаат ангина пекторис, па дури и миокарден инфаркт. Значи редовно да пиеме вода? Па мора, да. Секогаш покрај нас да имаме или чаша вода или пак шишенце со вода, да се рехидрираме, особено кога температурите ќе почнат нагло да се покачуваат. Познато е 30 мл на килограм телесна тежина. Значи тоа е правилото, 30 мл на килограм тежина. Минимум за дневните потреби на еден човеков организам. Бидејќи нели обично вела 2 литра течност на ден, но очигледно дека индивидуални се потребите во зависност од масата телесна тежина. Докторке, како точно изгледа болката предизвикана од ангина пекторис? Дали се јавува при мирување или пак само при физичка активност? При качување на скали дали може да се јави? Се шири ли некаде низ телото? Значи, ние велиме дека постои ангина пекторис, тоест градна болка во мирување, или пак градна болка при физичка активност. Меѓутоа, основните карактеристики е дека се јавува во предел на градите, средината на градниот кош, може кај некои луѓе повеќе према лево, потоа се шири према долната вилица, обично се шири према левото раме, левата рака, и тоа по надворешната страна кон показалецот и палецот. Обично, зависно од физичкиот степен на оптовар, болката може да биде појавена со различен интензитет, доколку се јавува болката при напор и се смирува штом се намали физичкиот оптовар, да речеме качување по скали. Во тој момент пациентите може да почувствуваат и некоја слабост во нозете, замор, непријатно чувство во предел на листовите. Сето тоа е последица од неадекватната работа на срцето, последица од промените на исхраната на самиот срцев мускул. Оваа болка трае вообичаено 5, 10 до 15 минути. Ако трае подолго време и ако причината за настанување на болката трае подолго време, може да настане и одумирање на срцевиот мускул, така наречена состојба на миокарден инфаркт. Меѓутоа, вообичаено кога завршува на степен на ангина пекторис, после 10 до 15 минути болката се повлекува, а пациентите чувствуваат замор. Оние пациенти кои што чувствуваат континуирана болка во предел на градите, тоа која што трае, да речеме, не 5-10 минути, него трае со денови, со часови. Тука треба да се исклучи постоење на воспаление на срцевата кеса, кое што може, односно марамица, како што рековте пред малку, кое што може да е акутно, кое што може да е хронично, кое што може да е поминато, меѓутоа последиците на болка, појава на болка, посебно на промена на време, на влага, на премин од топла кон ладна клима и обратно од ладно кон топло, можат да бидат поизразени. Друга причина тука може да се крие постоење проблеми со плеврата, односно марамицата, обвивката на белите дробови, кое што исто така подлежи, односно може да има поминато некој воспалителен процес или пак да постои акутно воспаление во моментот кога пациентот ја чувствува болката, пак да е причина за таа болка која што ја чувствува пациентот од лева страна. Не ретко е, меѓутоа навистина доста драматично ако настане пукање на меурчињата што нормално физиолошки ги имаме во белите дробови и се ослободи воздух кој што ќе остане заробен во обвивката на белите дробови. Таа состојба се нарекува пневмоторакс. Кога се јавува од лева страна, тогаш е уште поопасна, затоа што и го притиска и потиска срцето и може да биде пратена со многу јака болка во предел на градите и со колапсна состојба.
Најчесто е спондилозата. Аха. Да не заборавиме дека и таа може да е причина на градната болка која што се чувствува во предел на срцето, посебно кога спондилозните промени се поизразени во предел на торакалниот, односно на градниот дел од самиот рбетник и посебно од лева страна. Така, има бројни причини за градна болка и навистина не е едноставно очигледно да се диагностицира за што точно се работи. Кога станува збор за болка предизвикана од ангина пекторис, дали е таа слична со инфарктот? Дали болката наликува на болка од инфаркт? Може да наликува како болка при инфаркт, меѓутоа интензитетот е послаб во однос на болката која што настанува при инфаркт. Вообичаено инфарктната болка е многу јака, силна, Луѓето што е преживеале велат дека е нешто најлошо што искусиле во животот. Пратена со препотување, се јавува нормално страв, пошто е ново настаната состојба, пациентот чувствува дека нешто озбилно се случува со него. Доколку се работи за големи крвни садови на срцето, може да биде пратен и со нагол колапс и нагла смрт. Меѓутоа, кога се работи за една повеќе садовна болест, каде што немаме запушување, односно прекин на протокот на главните крвни садови на срцевиот мускул, во тој случај вообичаено е пратена со јака раздирачка болка во предел на градите. Може би појака болка од ова е кога настанува раскинување на аортата, која што дисекција. Дисекција. Тоа е исто така болка која што се јавува во предел на градниот кош, која што велат самите пациенти раздирачка, значи како некој да му го отвара градниот кош и кине, и која што всушност е последица од раскинувањето на зидот на аортата. Во тој случај болката, за разлика од при инфарктот, останува или локално во предел на градниот кош, или се шири вообичаено према долните екстремитети. Може да иде со знаци на невролошки испади, одземеност на една рака, говор и слично, доколку расцепувањето на аортата продолжи према големите крвни садови на главата. Кога зборуваме за инфарктот, велат дека мажите и жените чувствуваат различен тип на симптоми, различен тип на болка. Зошто е тоа така? Жените се поиздржливи на болка, морам да кажам. Мажите се посензитивни. И велат дека и поради тој подоцна се јавуваат на лекар. И затоа подоцна се јавуваат. Болката е болка, слична е измеѓу мажи и жени, само што на вистина, медицински гледано, жената е некако предиспонирана повеќе да ја толерира таа болка. Една состојба се разликува повеќе ки жените отколку и мажите, каде што жената ради физиологијата своја, ради хормоните, поради присуството на внатрешните ендогени стресни хормони кои што се нарекуваат катехоламини, е многу поосетлива на емоционалниот стрес, на психичкиот напор. И кај некои жени, точно при емоционален стрес, при ненадејни, непријатни чувства, може да се појават многу силно изразени стегања на крвните садови на срцето. Тие се последица од внатрешните ендогените катехоламини, кои што предизвикуваат дури и преодни, транзиторни исхемии на миокардот, кои што многу наликуваат и според диагностичките процедури како акутен инфаркт, а кои што после смирување на состојбата се повлекуваат. Таа состојба кај жените се нарекува пренцметал градна ангина и не често во последно време, во овие стресни периоди каде што живееме, се јавува и се диагностицира, нели, каде што... Како синдром на скршено срце, тоа е тоа? Ба да, синдром на скршено срце. Така, баш тоа е. Инаку, секој пациент кој што почувствувал градна болка, без разлика дали е млад или стар, за да може да знае точно што се случува. А и во кардиологијата, како што во економијата важи time is money, овде важи девизата time is muscle. Значи, времето е мускул. Треба да се јави на преглед, да се направат задолжителни диагностички процедури, да се направи базично, стандардно ЕКГ, да се земе крв, да се види дали таа
тоа недоволно снабдување со крв на срцевиот мускул или како што ние лекарите велиме исхемија, направило веќе оштетување, па предизвикало создавање на поедини продукти и ензими во крвта и врз основа на тоа што побрзо да се започне адекватен медикаментозен третман. Доколку се работи за акутен миокарден инфаркт, се знае стандардно правило и метода е пациентот се прима, подхитно се внесува во катетеризациона лабораторија, се прави селективна коронарографија, доколку е возможно запушувањето на коронарниот крвен сад се решава со стентирање, ако не се препорачува хирургија. Кога се работи за акутен миокарден инфаркт, бајпас хирургијата е препорачлива во првите 6 до 12 часа максимум, доколку се работи за стабилен пациент. Затоа што потоа се создаваат кисели продукти, се создава оток на местото на инфарктот, така да самата процедура во послеоперативниот тек е пратена со многу повеќе компликации. Так, има прозорец, ако не се лажам, го нарекувате. Има прозорец на лекување. Се што ќе се надмине тој прозорец треба да се почека, да се стабилизира пациентот, па потоа да се примени хирургијата. Како ние лекарите знаеме дека пациентот ни е стабилен, нормално го следиме неговиот така наречен ензимски статус, тоест производите што настануваат во крвта, ги следиме, така наречените ензими и маркерите за срцев инфаркт ги следиме редовно. Оној момент кога ќе паднат по граници дозволиви за оперативен третман, пациентот се организира за операција. Ке ги вклучиме, докторки, гледачите во денешната емисија со нивни прашања. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Тилма ќе биде испишан на екранот. Од овој момент ќе можете да се јавите, да се вклучите во програма, да поставите прашање на темата на која што говориме. Споминавте дека пациентите кои што имаат градна болка треба да се јават на лекари и веднаш да се направат одредени испитувања. Дали понекогаш само со ехо можете да дојдете до точен заклучок за што станува збор? Дали ехото на срце ќе го даде конечниот одговор? Ехото на срце многу помага во диагностиката, меѓутоа правилата кои што така кардиолошкото здружение ги пропишува, велат дека треба да се пристапи кон така наречен мултимодалити имиджинг, односно треба да се постави правилна и точна диагноза. Само како интересен податок, 50% од пациентите кои што имале клиничка слика за јака градна болка и лекувани од миокарден инфаркт имаат чисти коронарни крвни садови. Меѓутоа, на магнетна резонанца на срце, значи е докажано дека итекако имаат оштетувања и фиброзни промени на срцевиот мускул. Раното откривање и добивањето на правилната слика што се случува со пациентот, а тоа е можно ако се направи електрокардиограм, се земе крвна слика, се направи добар ехокардиографски преглед, кој што исто така кај вешт ехокардиографист покажува зони каде е настанато недоволно снабдување со крв, односно ги покажува потенцијалните зони на исхемија на срцевиот мускул, потврдено со магнетна резонанца, потврдено со коронарографски налог, даваат една детална слика на пациентот и му помагаат на лекарот да даде и одреди правилна терапија за лекување на пациентот. На таков начин се е овозможено да се намали можноста од настанување на срцева слабост и проширување на срцевиот мускул кај онаа популација од 50% пациенти кои што имаат преодни епизоди на исхемија, а немаат промени на крвните садови на срцето. Така да и на таков начин се намалува инвалидитетот и се подобрува квалитетот на живот на самиот пациент. Така, значи понекогаш градната болка може да биде аларм и показател за некои сериозни здравствени состојби со срцето кои што и со крвните садови кои што би можеле да се спречат ако се дијагностицираат навремено. Имаме докторке двајца гледачи, ќе им дадеме предност пред да продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до водителката и до гостинката. Ви благодарам. На 48 годишна возраст сум јас. Така? Правам отприлика еднаш годишно, да кажам, контрола, во смисол на
ЕКГ, на ехо на срце и така општа контрола. Од време на време ми се случува како ситни бодежи во пределот на срцето. Значи не од градна болка, класично стигање. Туку пробудување, бодеж, пецкање? Како пробудување, така како сецкање у пределот на срцето. Па така да, нормално, не знам, ми се јава една нелагодност, Што би можело тоа да биде и што би можеле да преземете? Да, дали е нешто, да речеме, еве што викате, срце не боли, ама ете пуста страв и чисто ете предосtrožно. Така, но можете да слушнете и дека срцето може да боли и тоа силно да боли. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, овие бодежи, пробудувања, на што може да укажуваат и бараат ли преглед од кардиолог? Секако дека бараат, меѓутоа бараат подетален преглед. Може да се последица од стрес, напнатост и да нема ништо во позадина. Меѓутоа, за да кажеме дека нема ништо, треба пациентот да износи 24-часовен ЕКГ, холтер мониторинг. Тоа е едно апаратче кое што се постава во предел на градниот кош, со кое што 24 часа ја следи комплетно работата на срцето на пациентот. И ги фаќа, прави електрокардиографски запис. Ги фаќа сите ритам промени кои што се јавуваат. Најчесто тие бодежи може да бидат последица на некои екстрасистоли или предвремени срцеви контракции. Екстрасистола е знак за предвремена срцева контракција, пошто срцето на секој човек работи со еден одреден ритам, кој што се нарекува синус ритам, правилен ритам и нормална брзина на работа на срцето е од 60 до 80 во минута. Се што е над 80 се нарекува тахикардија или забрзана срцева работа, се што е под 60 се нарекува брадикардија, тоа е успорена срцева работа. Ритмичноста кога ќе се поремети се нарекува, ако се предвремени контракции се нарекува екстрасистола, а ако се појавува неправилен ритам се нарекува аритмија. Најчест знак за овакви неправилни, најчесто знакот на бодежи, односно симптомот на бодежи во предел на срцето е знак за овакви предвремени екстрасистоли, кои што кога ќе се направи стандардното ЕКГ не мора да ги има, меѓутоа на 24-часовниот мониторинг можат да се појават. Но секој треба дека пациентите треба да знаат дека има и бројка на екстрасистоли кои што се лекува и тип на екстрасистоли кои што се лекуваат, а има кои што се сметаат како резултат на нормалниот стресен период на живот во рамките на секојдневие. Ќе проговориме и за стресот и за срцевата работа, само да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Пациент. Не сум била досега на кардиолог. Меѓутоа, не знам докторката каде работи и од каде, дали е во приватна или е од државна кардиологија. Така, ќе ви Проблемот објаснам. е мој се состои во од колениците надолу, имам трпнење, болки, има фишилци. Меѓутоа сега имам доста отоци на двете нозе долу, ама почнува и веќе нагоре да се качуваат отоците. Во меѓувреме, да ви кажам, јас имав и еден полип на бешиката и тоа беше само една интервенција мала, преглед, без оперативен, него влегување во самата бешика и ја изгреба, поточно сега не можам латински да ви го кажам. Така, значи имало некаков проблем. Докторот, без Сега добра сте? да го даде на патохистологија. Сега, а имав и ешерихија коли. Меѓутоа, пред неколку дена имав, поодамна, така ми се случувало, градна болка, ама си легнав и така за едно 7-8 минути, почесто ми се случува, почесто,
Па да речеме у годината 3-4 пати, ќе ми се случи такво нешто, ќе легнам, ќе ми помине болката. Морам да идам, знам дека треба да идам треба да на отидете кардиолог. секако. Ви благодарам Тоа за ми е вклучувањето јасно. во програма. Доктор Ангјушева работи во клиничката болница Жан Митрев како кардиолог. Што можете да советувате во овој случај? Обавезно госпојата да се јави на преглед. Прв знак што не ми се допаѓа, кој што може да упати дека се работи срце во позадина, е појавата на отоците на нозете, кое што полека почнато е да и се качува према горе. А и самата господја кажа дека од време на време чувствувала стегање во предел на градите. Постојат, значи не е само ангина пекторис како заболување во кардиологијата, постојат и многу други. Едно од заболувањата се атеросклеротските кардиомиопатии, кои што исто така можат да бидат пратени со знаци на срце во попуштање. Врз основа само на податоци од анамнезата, така велиме ние, односно од она што пациентот го чувствува, не може да се каже детелна диагноза, али едно добро ехо, добар електрокардиограм и добар преглед и требаат на господјата и да започне со адекватна терапија. Така. Уште еден гледач ке вклучиме, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач, двајца гледачи добив знак. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Кичево, пациент на 60 годишна возраст. Дали може болки во плештите да се срцеви некои заболувања и при одење да имаш напор и во стегање во вратот. Значи стегање во вратот, при одењето чувствувате напор и чувствувате болки во градниот кош. Ви интересира дали сето тоа? Не, од позади на плешките. Од позади на плешките, добро. Сте правеле некаков преглед досега или не? Да. И што ви беше кажано? За притисок пијам лекарства, Салек 16 и тоа. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Госпојата може да има недобро воспоставена регулација на крвниот притисок и при напор да се покачува крвниот притисок. Една од причините за болка во предел на градите, притисок, нејасен притисок и ширење према вратот може да е и хипертензијата, односно високиот крвен притисок. Значи, една од причините може да е недобро регулиран притисок, втора причина која што може да биде, може да поминала некое воспаление на срцевата кеса, па на промена на време да дава како резултат и да реагира со болка, но може да има и промени на самиот срцев мускул во смисол на ангина и слично. Значи, она треба да направи коронарен стрес тест, да се проследи, да се види што во суштина се крие позади овие тегоби. Дали ќе треба терапијата да и се подобри адаптира за регулирање на крвниот притисок или можда ќе треба да продолжи со дополнителни испитувања. Пред да преминеме на прашањето на следниот гледач, само накратко, пациентите обично се плашат да го прават тој коронарен стрес тест, да не им се слуши, да не им се забрза многу работата на срцето. Има ситуации кога може навистина да создаде ваков проблем? Стрес тестот е неинвазивно и инвазивна метода. Сега ќе речете како. Да, значи може да се случи, може да има еден пациент и сосема уреден електрокардиограм, сосема уредно ЕКГ, меѓутоа да постојат значајни промени на крвните садови на срцето. И во моментот на стрес траката кога ќе се стави, може да резултира со настанување на значајни исхемични промени, па имало случаи до колапси, навистина да им се слоши на пациентите. Затоа технологијата има направено нова медицинска диагностичка процедура во рамките на компјутерското снимање. Постои така наречено компјутерско снимање на срце од типот на калциум скоринг тест. Тоа е една неинвазивна метода, комплетно. Се влегува во компјутер, пациентот се внесува, не се дава контраст, не се боцка. Самиот компјутер има еден програм внатре вграден, преку кој што се пресметува концентрацијата на креч на ниво на
коронарните крвни жили и врз основа на една математичка пресметка која што се нарекува Агатон скор, може да се добие ризикот од коронарна болест. Над 400 е висок скор, висока вредност и вообичаено пациентите би требало да подлежат на селективна коронарографија за да се уточни дијагнозата понатаму. Заедно со одредувањето на ниво на масноти во крвта, следењето на хипертензијата, анамнезата на пациентите, овој тест би представувал една основна метода во пресметка на ризикот на секој пациент од настанување на коронарна болест. Навистина беше убаво да го слушнеме ова како новитет во начинот на дијагностика, да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи, па докторке, навистина голем интерес од гледачите. Мислам дека нема да имаме време да ги разјасниме сите дилеми кои што јас денеска ги имав зацртано во денешната телма амбуланта, но секогаш гледачите добиваат предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас Ве слушаме одлично, само намалете го тонот на телевизорот, најдобро ден. сосема да го исклучите и да го следите разговорот преку слушалката, доколку сакате да го поставите прашањето во денешната телма Јас се јавувам од Кавадарци. Така. Ве слушнавме дека се јавувате од Кавадарци, само кажете го вашето прашање, кој е вашиот проблем? Јас сум пациент со срцево заболување. Само ве молам, не правете паузи. Јас прво ве поздравувам вас и докторката и сакам да прашам. 5-6 години сум болна од срце. Пијам мепинто од 95 и го пренеса 2 пати во дента од 4,25. Многу се потам, превише се потам, плюс тоа на горнина по скалите не можам да се качувам, уморна сум секогаш, морам малку да домашна работа да зафанам, морам да се одморам, па после пак да почнам работата и сакам да прашам докторката од што може толку да се потам и толку замор да имам. Знам дека срцето ми е болно, се лечам у Скопје на државната болница кај доктор Така, која ви е дијагнозата? Каква болест на срцето имате? Ми препорача да ми направи коронографија, ама јас се плашам и не го направив тоа. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Јас на господјата само и би дала препорака, нема потреба да се плаши. Треба да ги следи препораките од колегата што ги дал, затоа што сите овие нејзини симптоми кои што ги кажа пред малку, во суштина упатуваат на ангина пекторис и дека се случува нешто со нејзините коронарни крвни садови. Колку побрзо ќе ја прифати препораката од колегата, толку посигурна треба да биде за своето здравје, затоа што ќе се открие правата причина за нејзината мака што ја има. Значи, коронарографијата е решение во случајот кај гледачката која што ни се јави за да го добие одговорот кој е нејзиниот проблем, односно која е нејзината дијагноза. Следниот гледач ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас пред една година добив болка точно вака кај градата, кај срцето. И отидов на кардиолог, ми даде терапија, ми рекоа дека сум имала прескоци, систоли, како ги викате. Тахикардија, аритмија? Екстрасистоли. Ми рече, систоли имаш и ми даде терапија да пијам. Добро. Дали и сега ми рече да продолжам, дали е и уште осеќам вака болка понекогаш, дали е то нешто... Така, ја пиете редовно терапијата? Ја пијам редовно, така, пиете редовно терапија. Имате од тогаш повторно болки? Па понекогаш ми се јавуваат болка. А понекогаш ви се јавуваат. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Господјата мора да направи ехокардиографски преглед, за да се види евентуално да не има промени во пумпната снага, во јачината на работа, во контракциите на срцевиот мускул.
евентуално да нема воспаление прележено на срцевата кеса. Значи за нејзина диагноза мора да се обрати повторно на кардиолог, да направи детален преглед за да може да се види што е причината за болките што ги чувствува. Доктор ке вела дека двајца пациенти истите симптоми ги опишуваат на различен начин. Точно е. Вистина е тоа? Да. Како се ги опишуваат болките во градите? Па стегање, печење, жежење, нелагодно чувство, тапа болка, како некој да притиска во предел на градниот кош, јаки бодежи како со нож. Значи, тоа е најчестата терминологија која што ја даваат пациентите. Оние кои што се со поозбилни, понапретен стадиум на болеста, обично ги поврзуваат со проширување на болката, кажуваат во која регија им се шири, потоа може да кажат дека имаат препотување, замор, малаксаност, губиток на здив, неможност да се качуваат по скали, како што чувте пред малку господјата, како што кажа. Че сето тоа се знаци, односно тегоби кои што упатуваат на коронарна болест. И не смеат да се игнорираат, веднаш треба да се реагира. Секое игнорирање иде против сопственото здравје. А се случува, докторке, некогаш пациентите да ги чувствуваат сите овие симптоми, да отидат на лекар, да им се направат прегледи и да им речат проблемот ви е психосоматски. Може. Што тоа значи? Некогаш некои ситуации кај поедини луѓе можат да направат внатрешна рефлексија на некое незадоволство од психички статус, стрес што го доживуваат, значи внатрешна соматска рефлексија. Што значи тоа сега? Ова многу медицински кажано. Тоа значи да најдат решение преку појавување на поедина болка. И во тој случај ги стега срце, имаат болки, меѓутоа, кај нив, значи, има болка, да, и ја чувствува пациентот. Реална е. Реална е. Меѓутоа, ЕКГ-то е во ред, ехокардиографскиот наод е во ред, лабораториските параметри се во ред. Доколку овој пациент направи стрес тест, му е уреден наодот, може да направи калциум скоринг и тој е уреден наод. Значи, во тие случаи, кога лекарот ги исклучи сите дополнителни моменти, може да каже дека тоа е последица од психосоматска реакција. Тоа е паничен напад? Да, некои луѓе реагираат на стресот со панична атака. И тој паничен напад, нормално, колегите од областа на психијатријата, не е срамота да се побара помош од нив. Значи, многу им помагаат, постојат една палета добри медикаменти, некогаш и со разговор е доволно, ги ослободуваат пациентите од овие тегоби и им помагаат да се вратат во нормален живот. Во секој случај, било која тегоба и секогаш пациентот кога ќе дојде кај лекарот, че доаѓа затоа што има мака, не затоа што има потреба да го види лекарот. И психичка основа да е на тегобата, лекарот е должен да му помогне и да му го најде адекватниот лек. И сосема на крај, бидејќи имаме само уште 3 минути до крајот на денешната емисија, ќе ве прашам за здравието на кардиоваскуларниот систем. Често можеме да слушнеме дека физичката активност е клучна, но еве сега во овие топли денови кога има излети, можеме да забележиме луѓе како одат во природа, но при тоа си седат покрај скара, ќе седнат и ќе јадат, ќе седнат во ресторан покрај езеро и слично. Всушност јадат на чист воздух. Каква физичка активност се препорачува за да бидат здрави? Тоа значи физичка активност на мастикаторните мускули, односно на мускулите на лицето, на вилицето. Барем нешто вежбаат. Да, нешто вежбаат. Стара изрека е од античко време, во здраво тело, здрав дух. Значи, што значи тоа? Здрава храна број 1. Здрава храна не е грев ни скара да се касне, меѓутоа количината и фреквенцијата на внесувањето на тој вид на храна, тоа е грев. Ако е секојдневно прекумерно, не е во ред. Значи, здрава храна се препорачува многу витамини, внесени преку овоштие, зеленчук, салати, доволно течности да се внесуваат, месото да биде во ограничени количини припремено врз основа на варено, денстано, не пржено, да се избегнуваат оние масни, тешки, зачинети храни. Меѓутоа, храната
И најнормална и најздрава да е, ако е прекумерна количината, повторно е штетна. Значи, мора да се направи баланс измеѓу потребите и потрошувачката, што една индивидуа ја има во тек на своите дневни активности и вносот на калориите. Тоа е едната основа. Втора основа, здраво тело, здрав дух. Значи, за да биде здраво телото, покрај здрава храна му треба физичка активност. Секоја особа, почнувајќи од најмали нозе, треба да стекне навика дека треба да има редовна физичка активност. Ако нема време за некои вежби кои што би ги правела секојдневно и пропешачување во природа е сосема доволно на одреден број на одредена дистанца. Тоа е многу битно да се запамти и посебно треба во фамилиите да се вроди љубов кај децата кон физичката активност. Не онаа физичка активност кај што се претерува во... Јас не сум против теретаните, не сум против бодибилдингот. И таа е во ред. Но се што е претерано... Но се што е претерано, има пак една друга девиза која што е германска: спорт и смрт. Значи, спортот може да биде и смрт. Значи, се што е претерано може да биде штетно по здравјето. И последното кое што е битно, психичката релаксација, здравиот сон. Исто така, многу стара девиза е 8 часа работи, 8 часа шета и има и дневни активности и 8 часа спи. Правилното, здравото спиење помага да нервните рецептори се ослободат, да настане бришење на сите оние токсични материи што се насобрани на ниво на нашиот мозок, кои што доколку останат присутни, понатаму се предизвикуваат фрустрации, непријатни чувства, па можат да доведат баш и до паника. Така, некогаш секојдневниот стрес и допингувањето што го имаме во секојдневието со стресот, во голема мера ни штети на нашето здравје, посебно што пред се стресот ги активира ендогените катехоламини, ендогените хормони кои што помагаат во секојдневието да одговориме на тој стрес. Меѓутоа и нивното прекумерно лачење предизвикува штетност на организмот. Слушнавме стегање на крвните садови кај жените, потенцирање на процесот на атеросклерозата и слично. Затоа една умереност и баланс во животот со умешност да се обават сите секојдневни активности. Значи, тајната е во умереноста, тоа да го запаметиме. Доктор, ке ви благодарам многу за ова ваше денешно гостување во Телма амбуланта, за убавите и јасни појаснувања на оваа тема и разрешувањето на дилемата дали срцето боли. Ви благодарам и вам, навистина беше уживање во оваа емисија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доцент доктор Тања Ангјушева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во клиничката болница Жан Митрев, гостуваше во студиото на Телма. Ви благодарам уште една за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам да имате пријатен ден.